Студијата за валоризација на природните вредности со предлог за формирање заштитен предел на Осоговските планини, работена во изминатите 5 години, е проект на Македонското еколошко друштво. Оваа студија е резултат на 5-годишна работа на Македонското еколошко друштво заедно со клучните чинители, односно градоначалниците и Министерството за животна средина и просторно планирање. Иницијативата започна затоа што вредностите на Осоговските планини беа зацртани во некои од националните документи, па и во некои меѓународни документи, како например дека представува значаен коридор за движење на крупните ѕверови, или пак представува идентификувано е во индикативната карта на паневропската еколошка мрежа, е значаено растително подрачје и така натаму. Во таа насока е потпишан и договор помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, односно двете министерства за животна средина од двете страни, за формирање на мрежа од заштитени подрачја, за одржливо користење на природните ресурси и зајакнување на прекограничната соработка во ова поле, со тоа што ќе обезбедат и една подобра социјална благосостојба на локалното население. Проектот започна под покровителство на Франкфуртското зоолошко друштво, кое што имаше разбирање за имплементација на еден ваков проект, за кое што ние бевме задолжена организација за негово успешно спроведување, и Пронатура, пријатели на земјата од Швајцарија. Првите 3 години бевме насочени кон собирање на материјал за биолошката разновидност, односно биодиверзитетот и пропратните природни вредности, како геоморфолошки интересни локалитети, климата на Осоговските планини и голем број на податоци во однос на растителниот и животинскиот свет на Осогово и негово вреднување, согласно национални и меѓународни критериуми, како што се Европската црвена листа, Хабитат директивата, Бернската конвенција и така натаму, или пак наши национални критериуми како ендемични видови, кои што, односно тоа се видови кои што се сретнуваат единствено на тоа место и никаде на друго место во светот, како што е лесновскиот лопен, како што е генистата која што се среќава единствено на Султан Тепе, или пак глобално или светски загрозени видови на птици, кои што навистина се во голем број на Осогово, од над 130 идентификувани различни видови, дури 37 видови од нив се наоѓаат на оваа листа, односно се идентификувани или како ретки или како загрозени. Така да, нашата задача беше во првите 3 години да ги идентификуваме потенцијалите и вредностите на природните предце, за воспоставување на заштитено подрачје на Осогово, а покрај ова, уште во првата година од имплементацијата на проектот, формиравме координативно тело заедно со клучните лица на локално ниво, односно градоначалниците од регионот, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и јавното претпријатие Македонски шуми, кое што е исто така еден од клучните фактори во регионот. Студијата за валоризација на природните вредности со предлог формирање заштитен предел на Осоговските планини ќе биде представена во петок во Европскиот информативен центар во